Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 44 општини добија градоначалник во првиот круг од изборите. Во 32 општини победија кандидатите на ВМРО-ДПМН. Вреди прогласи победа во Чаир, дуи пред тешка битка во вториот круг. ВМРО-ДПМН слави историска победа. СДСМ пресмета намалување во разликата на гласови со власта. Костадинов бара оставки од раководството, ремонт и ребрендирање на СДСМ. Меѓународните наблюдувачи со првична позитивна оценка за изборниот процес. Кандидатите за нов судија во судот во Страсбур ја поминаа последната фаза од процесот на тестирање. Се чека одлуката за избор. Израел тврди дека ќе го почитува примирието, откако вчера изврши нови напади во Газа. А во овие вести во живо ги пренесуваме последните информации од Државната изборна комисија, но и првичната оценка на меѓународните наблюдувачи. Останете со нас. 44 општини добија градоначалник во првиот круг од локалните избори, 32 се градоначалници на ВМРО-ДПМН. Гостивар остана без цензус. Од час во час се надополнуваат податоците на веб страницата на Државната изборна комисија со последните преброени гласови, а тоа прави и промени. Последните информации ги има колегата Даниел Василев, го имаме во живо од пред Државната изборна комисија. Даниел, во очекување сме на првичните официјални податоци од Државната изборна комисија. Споменав дека од час во час се менуваат бројките со оглед на тоа дека во некои општини неколку гласови се во прашање за тоа дали ќе се оди во втор круг, дали ќе има цензус. Кои се последните бројки кои што се објавени на веб страницата на ДИК? Така, Иван, има неколку општини каде што буквално неколку гласа одлучуваат за тоа дали ќе имаме втор круг или не. Меѓутоа, според последните податоци кои што се објавени на веб страницата на Државната изборна комисија, во вчерашниот прв круг од локалните избори 44 општини добија градоначалници, во втор круг ќе се оди во 33 општини, додека ќе има прегласување во 4 општини поради тоа што немаше доволен цензус. Според оние податоци од веб страницата на ДИК, ВМРО-ДПМН е апсолутен победник со 32 градоначалници уште во првиот круг, потоа следат Вреди со 5, Дуи со 4 и СДСМ со само 3 општини. Она што е интересно е градот Скопје, таму ќе има втор круг. Во вториот круг влегуваат кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМН и на Левица, Орце Ѓоргиевски и Амар Мециновиќ, а она што е уште поинтересно е дека кандидатката на СДСМ е на четвртото место со оглед на тоа што пред нејзе гласови има Башким Бакиу од Вреди, додека на петтата позиција е Скендер Реджепи Зейд. Интересно беше и во албанскиот политички блок. Вреди прогласи апсолутна победа во Чаир. Изет Меджити вчера на пресконференција го објави тоа го покажуваат и податоците од Државната изборна комисија, а неговиот против кандидат Бујар Османи му честиташе. Во Тетово ќе се оди на втор круг и тогаш ќе се одлучи дали градоначалник на Тетово ќе биде од Вреди или од коалицијата на Дуи. Во однос на скопските општини, 6 општини добија градоначалници уште во првиот круг, додека во втор круг ќе се оди во Аеродром, Центар, Карпош и Шуто Ризари. За крај само да напоменам дека излезноста или одзивот на вчерашниот прв круг од овие локални избори беше 48,3%, што е историски најниска излезеност на сите локални избори од осамостојувањето до денес. Даниел Василев, ти благодарам за овие информации. Најавувам целосна анализа на достапните податоци од ДИК во Централниот дневник во 19 часот, секако и во текот на вечерта ќе го следиме пресот кој што е најавен во ДИК со првичните официјални резултати. А политичките партии со своји активности ВМРО-ДПМН прогласи убедлива победа во првиот круг од локалните избори, а најавуваат за цврстување на позициите за 2 недели. СДСМ пресмета дека се намалува разликата во гласови со ВМРО-ДПМН и покрај тоа што добија само 3 градоначалници. Левица пак успеа да влезе во вториот круг во град Скопје. Партиските оценки ги пренесува Катерина Нешкова.
Историска победа на локални избори со над 30 градоначалници во прв круг и 20 фаворити, вклучително и за Скопје во вториот круг, прогласи владеачката ВМРО ДПМН по вчерашното гласање. Од партијата велат резултатот е за дури 50%, подобар од предходните локални избори во 21. Добиени се и општини кои традиционално беа на СДСМ, особено бастионот Струмица. Декласирани се и СДСМ и ДУИ, велат од ВМРО ДПМН и сметаат дека оставка на Филипче би бил морален чин после ваков дебакл на изборите. И лидерот Мицкоски уште синоќа со пораки до опозицијата. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори до сега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. Што е најважно е што на овие избори политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени. Сепак од партијата без коментар за најниското ниво на излезност досега и со порака резултатите од парламентарните избори да не се споредуваат со овие од локалните. Но од опозицијската СДСМ го прават токму тоа. Велат дека власта изгубила речиси третина од гласовите од ланските парламентарни избори. Падот на ВМРО ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а Знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив, СДСМ има изгубено само 18% од гласовите, што ако се земе предвид пониската излезност, речиси да нема загуба. Левица, која вчера триумфалистички искажа дека станувала лидер на опозицијата, има изгубено ист процент на гласови како СДСМ со мало подобрување на резултатот на ниво на градот Скопје, коментираат од СДСМ. Иако очекувал повеќе од резултатот со само тројца градоначалници, задоволен е и самиот Филипче. Оставка не дава, ќе работи на партиска консолидација. Овој резултат мислам дека не е тој кој што го посакувавме сите. Меѓутоа би рекол дека, имајќи ги предвид околностите, не е лош резултат. Планирам и понатаму да работам на консолидација на партијата. Сметам дека има огромен број на луѓе до кои што нашите пораки допираат. А на оставка на лидерот на СДСМ не упатуваат само од ВМРО ДПМН. Тоа го бара и поранешниот прв човек на Струмица, Костадинов, кој не ја доби партиската подршка за нов мандат. Недозволиво е самоволието да продолжи да владе и со тоа секој еден член на СДСМ да биде понижен. Немојте да зборувате дека сте среќни со резултатот. Поголем пораз од ова нема. Час поскоро секој кој носел одлуки треба да се погледне во огледало и да признае дека не го бива и да си оди, напиша Костадинов на Фејсбук. Од друга страна, Левица во еуфорична победа за тоа што влегува во втор круг со Мециновиќ во Скопје и низа советници низ државата. Левица станува лидер на опозицијата во Република Македонија. Според нашата аналитика имаме над 70 советници на ниво на држава. Додека лидерите прават изборна математика, двајцата кандидати за Скопје не се откажуваат од силна битка во вториот круг. Ве повикувам да ни се придружите, да се обединиме околу идејата за подобро Скопје за сите нас. Уште од денес ќе разговарам со сите кандидати и политички структури кои не влегуваат во вториот круг. Ќе понудам соработка, затоа што на Скопје му треба работа, а не политика. Сега во вториот круг имаме јасен избор помеѓу две визии. Едната визија, оваа која 35 години ја имаме во Македонија, која е застарела, коруптивна, криминална и ни ги одзима годините, можностите и животите. И оваа втора визија која е наша визија, визија која е состојана од љубов кон сопствениот град и визија за град во кој сите ќе сакаме да живееме. Ѓоргиевски во вториот круг влегува со огромна предност пред Мециновиќ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Тешката битка во Чаир ја доби Изет Меджити, вреди како коалиција оствари подобар резултат од коалицијата на ДУИ, но битката во вториот круг ќе биде тешка. Градоначалник ќе треба повторно да се избира во Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и Дебар.
Во Гостивар ќе се прегласува првиот круг на изборите. Иако ДУИ беа убедени дека го добија градоначалничкото место, а нивниот кандидат има 61,39% од гласовите, во споредба со кандидатот на Вреди, кој има 15,29%, сепак нема доволна излезност за да се прогласи победа. Ке се прегласува и во Врапчиште, со прегласувањето во овие две општини ДУИ има освоено само 3 градоначалнички места – Липково, Пласница и Чашка. По долги години ДУИ го загуби бастионот Чаир, како и не освоили Тврдина Сарај. Вреди пак овие локални избори во првиот круг доби 5 градоначалници во Рачиново, Жилино, Сарај, Теарци и Чаир. Во Чаир проценките на експертите беа дека ќе биде тесна битка, но сепак Изет Меджити го победи Бујар Османи со околу 3500 гласа разлика. Во вториот круг двете најголеми албански коалиции ќе се борат да ја добијат и општина Тетово, каде Билал Касами, досегашниот градоначалник од Вреди, ќе бара поддршката за уште еден мандат наспроти Бајрам Реджепи од ДУИ. Како политички опоненти во вториот круг ќе се борат и во Боговиње. Во две општини пак коалиционите партнери ВМРО ДПМН и Вреди имаат свои кандидати во вториот круг – Долнени и Брвеница. Вреди во вториот круг ќе се бори и за Дебар наспроти независен кандидат. ДУИ покрај Гостивар и Тетово во втор круг оди во Кичево наспроти кандидат на ВМРО ДПМН, како и во Струга и Студеничани со кандидат на група избирачи. Но ако општата констатација за успехот или неуспехот на едни локални избори се бројат на освоени гласови за советници, тогаш ДУИ има предност со освоени 114.246 гласа наспроти Вреди кој освоија 91.974 гласа. Меджити со иронија им ја честиташе победата на ДУИ во Пласница, додека пак ДУИ прогласи историска победа во Чашка. Користам прилика на ДУИ Ахмети, кој што се залага за легитимитет, да им честитам за победата во Пласница. Додека во другите општини убедливо води Утрен. Во општина Чашка имаме историски резултат. За прв пат ова општина ќе биде предводена од кандидатот на Националната алијанса за интеграција. Прегласувањето и вториот круг на изборите ќе се одржат на 2 ноември. Тамара Тичевска, Сител телевизија. Меѓународните наблюдувачи пред малку ја објавија својата првична оценка за изборниот процес. През конференцијата ја следеше колешката Ивана Соколович. Најдове ја имаме во живо во овие вести. Ивана, каква е првичната оценка на меѓународните наблюдувачи? Така, Иван, ден по одржувањето на првиот круг од локалните избори, меѓународните наблюдувачи излегоа со прелиминарната оценка, која што во целост е позитивна, но со голем број на забелешки во повеќе сегменти. Со од онаа заедничка изјава која што ја има мисијата на ОПСЕ ОДИХР, представниците на Советот на Европа и Европскиот парламент, се наведува дека локалните избори биле конкурентни, а на гласачите им било возможено вистински избор од различни политички алтернативи, но сепак забележуваат дека изборите се одржале во силно поларизирано политичко обкружување, вклучувајќи тука и по етничка основа и во, како што наведуваат, атмосфера на разочараност од политиката и широко распространети перцепции на корупција. Своите забелешки ги дадоа, како што кажа, во повеќе сегменти со фокус на тоа дека не се испочитувани во целост препораките кои што изминатите години ги давала мисијата на ОПСЕ ОДИХР во земјава, но велата дека постои надеж состојбата да се подобри, особено што забележуваат дека се уште има пропусти околу избирачкиот список и дека мора да се работи на техниката на времено прочистување. Забележуваат и дека има недоволно, како што кажав, примена на препораките, нема доволно застапеност на жените во целата оваа кампања, а самата кампања велата дека се водела претежно во позитивна атмосфера, биле офатени општинските прашања, но од политичките елити биле застапени прашања околу евроинтеграциите, што за нив било сигнал дека државата високо го става како приоритет на влегувањето на Македонија во големото европско семејство. Велата дека правните одредби за политичко рекламирање, како и медиумите ги ставиле независните кандидати и
во она положба како недоволно застапена, но реагираат и на влијание околу финансиската состојба и рекламирањето практично на независните кандидати, алудирајќи на моментот со според нив неправилно распределување на финансиите за изборната кампања. Главно забелешките од технички аспект велат дека иако администрацијата соодветно ги застапила сите постапки околу организирањето на самите избори, спроведувањето и целиот процес на изборно соочување, сепак неопходни се реформи за подобрување на целиот процес. Реагираат и на недоволна пристапност на лицата со попреченост до избирачките места. На голем дел од избирачките места забележале дека не постојат рампи за да се оствари избирачкото право. Еве дел од забелешките кои самите представници на меѓународната наблюдувачка мисија на ОПСО одиха Советот на Европа и Европскиот парламент ги дадоа пред малку овде во Скопје. Правните одредби за политичкото рекламирање во голема мерка неоправдано ги исклучија малите партии кои имаат парламентарна група. Финансирањето на кампањата беше негативно засегнато од системските законски недостатоци и ограничените капацитети на телата за надзор. Жените и натаму се недоволно застапени во јавниот и политичкиот живот, а родовата еднаквост доби ограничено внимание во тек на кампањата. Денот на изборите беше главно мирен и уреден, меѓутоа беа забележани некои процедурални недостатоци. Видовме дека на некои гласачи им требаше помош да се обезбеди дека тие ги ставаат гласачките ливчиња во вистинската кутија, затоа што беа јасно, доста бледи боите на различните ливчиња и препорачуваме да се погледне како оваа разлика може да биде јасна и исто така видовме со жалење дека повеќето гласачки места не беа целосно пристапни за гласачите со физички пречки и покрај постојаните напори на властите ова да го подобрат. И препознаваме дека некои од соговорниците изразија страв дека имало одредени неправилности, можна злоупотреба на државни ресурси, притисок врз јавните вработени, застрашување на гласачите и дека се во ова може повторно да се случи и во вториот круг. Забележавме некои помали неправилности во тек на процесот на пребројување, како што е неследење на пропишаниот процедурален редослед и потоа, иако операциите беа генерално транспарентни, следењето на гласачите или евидентирањето и семејното гласање беа активности што се одвиваа во речиси сите посетени избирачки одбори. Ивана, дали со истиот број на наблюдувачи ќе го следат и вториот изборен круг? Да, Иван потврдија дека мисиите продолжуваат со наблюдување и на кампањата за вториот круг на гласање со капацитетите кои што и досега ги имаат, односно дека ќе имаат 20 постојани тимови кои што ќе наблюдуваат и на денот на избирање на гласањето повеќе од 250 краткорочни наблюдувачи ќе бидат вклучени во процесот на наблюдување на самото гласање, како и на сумирањето на резултатите. Ивана Соколовиќ Најдова, благодарам за овие информации. Кој загуби во првиот круг од локалните избори, колку гласови обезбедија политичките партии во битката за советници, кој влегува со предност во вториот изборен круг. Статистичка анализа на изборниот резултат во тема на денот. Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права денеска го помина и последниот тест, интервјуата кои беа спроведени во Уставниот суд. Во трка се 11 кандидати, а шансата да ја продолжат постапката ќе имаат само тројце. Изборот на судија за судот во Страсбург се спроведува по втор пат откако владата го поништи претходниот избор од тројца кандидати. Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права на интервју пред Комисијата за избор. Разговорите се спроведуваа во зградата на Уставниот суд. Доаѓаа поединечно на секој половина час, а толку и траеше интервјуто на кандидатите. Испрашувањето е на англиски и француски јазик. Процесот го следат и невладините.
Во трка се 11 кандидати, а шанса да ја продолжат постапката ќе имаат тројца. Изборот на судија за судот во Страсбур се спроведува по втор пат откако владата го поништи претходниот избор од тројца кандидати. Ристоска и Гајдова не се пријавија на повторениот оглас, но в обид има адвокатот Јордан Апостолски. Јас сум адвокат, ние никогаш не се откажуваме, секогаш одиме до крај. Од комисијата за избор велат дека резултатите од интервјуата ќе ги испратат до експертскиот панел на Советот на Европа, но тоа ќе го направат откако антикорупцијската комисија ќе ги разгледа иницијативите за судирни интереси. ДКСК добила 2 пријави според кои постапката е спорна бидејќи еден од кандидатите за судија бил ментор на докторската на Дарко Костадиновски кој е председател на комисијата за избор. Од антикорупцијска велат дека веќе работат на предметот. Доставено е барање до председателот на комисијата за избор на кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права за прибирање информации за чие доставување законскиот рок е 15 дена. Костадиновски претходно засител изјави дека не може да постои судирни интереси, бидејќи менторството од деканот на правниот факултет се случило пред 13 години. За случајот комисијата за избор разговарала и пред почеток на денешните интервјуа на кандидатите. По образложување на аргументите и фактите во смисла дека во конкретниот случај не може да стане збор ниту за пристрасност, ниту за потенцијален судирни интереси, предлогот за изземање на председателот Костадиновски не беше прифатен од членовите на комисијата. Македонски судија во Страсбур во моментов е Јован Илиевски, кому мандатот му истекува во февруари идната година. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Бриселски политик објави неформална идеја на земјите членки на Европската Унија за влез во Унијата на нови членки, но без можност за вето. Повиквајќи се на изјави на дипломати, политик опишува дека ваквиот предлог за промена на правилата за членство е во рана фаза и би требало да биде одобрено од сите земји членки. Бугарскиот председател Румен Радев пак денеска побара помош од Унгарија за влијание во постапката за уставни измени. Влез во Европската Унија, но новите земји членки да немаат право на вето. Според бриселскиот портал Политико, ова е предлогот кој неформално се разгледува помеѓу земјите на Европската Унија и Европската комисија за одблокирање на процесот на проширување. Повикувајќи се на изјави од тројца европски дипломати и еден представник на Унијата, Политико пишува дека ваквиот предлог за промена на правилата за членство е во рана фаза и треба да биде одобрен од сите сегашни членки. Идејата е новите држави да ги користат повеќето придобивки од членството, а целосни права да добијат по институционалните реформи на Европската Унија. Новите членки ќе добијат целосни права, откако Унијата ќе го преиспита начинот на кој функционира, за да им биде потешко на поединечните земји да ставаат вето на политиките, пишува Политико. Ваквите измени Европската Унија би ги направила првенствено за да го надмени унгарското вето за влез на Украина во Унијата, додека според Политико лидерите на земјите од Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија ќе се сретнат со европските лидери во среда во Лондон на самит на Берлинскиот процес, кој ќе биде фокусиран на зајакнување на нивната интеграција. Бугарија сепак не се откажува од уставните измени. Бугарскиот председател денеска побари од Унгарија да ги искористи добрите пријателски односи со македонските власти, за да ги убеди да ги вклучат бугарите во уставот. И унгарската страна, която има приятелски отношения с нашите брати в Република Северна Македония и възходящи икономически отношения с Северна Македония, да помага на тази страна, като наистина убеди нашите брати, че приемането и вписването на българите в Конституцията, спазването на европейския консенсус, не оказването на натиск и дискриминация върху българите в Северна Македония са необходими условия за почване на преговори за членство в Европейския съюз. Без уставни измени нема старт на преговорите, беше пораката и на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен, која изминатата недела се сретна со државниот врв, додека можност за интензивирање на разговорите помеѓу двете земји се најавуваат по завршување на локалните избори во земјава. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. На Македонија ќе им бидат потребни 56 години за да го достигне просекот на земјите од Европската Унија, покажува извештајот на Сдруженијето за истражување и анализи. Оваа бројка велат може да се намали само ако земјата стане земја членка на Унијата. Македонците ќе го живеат европскиот стандард за 56 години, покажува извештајот на Сдруженијето за истражување и анализи. Годините можат да се скратат, па дури и да се преполоват, ако се спроведат клучните реформи кои ги бара Унијата.
Фокусот треба да се стави на зголемување на продуктивноста, а потоа раст на платите. Повисоки плати без големена продуктивност може да има контраефект, велат од Змај. Тоа што е најважно е растот на платите да биде проследен и со раст на продуктивноста. Растот на продуктивноста можеме да го постигнеме доколку имаме квалификуван кадар и инвестиција во технологии, не само од страна на државата, туку и особено на приватниот сектор. Затоа што само зголемување на платите без додадена вредност во општеството, односно на крајниот производ кој што го произведуваме како општество, како економија, може да имаме само контраефект. Иако бројките, економските параметри покажуваат дека простор за зголемување на платите и во сегашните услови постои. Според податоците, бруто платата во земјава изнесува околу 1000 евра, што е третина од просекот во Унијата, каде истата е 3000 евра. За да ги стигнеме нивните плати, ќе ни требаат 40 години. Според примањата, нашата земја е на средина од регионот. Повисоки плати се исплаќаат во Србија, Босна и Црна Гора, а пониски од нас во Албанија и Косово. Во делот на образованието, државата не стои најдобро. Од 6 индикатори во 4 се оддалечуваме од Унијата, и во делот на ПИСА и државното вложување во овој сектор. Напредок има само во здравството и дигитализацијата, покажува извештајот, чија цел е да видиме каде сме и што треба да направиме за да се подобриме. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. На 65.500 денари му се потребни на 4 члено семејство за да ги покрие основните трошоци во октомври, покажа синдикалната минимална кошница. Месецов според пресметките бил поскап за 467 денари, во споредба со предходниот. Делот за храна и пијалоци бележи зголемување за 378 денари и изнесува 23.772 денари. Поскапување има и кај облеката и обувките, станарината, а поевтинување бележи транспортот. Доколку семејството живее под кирија, во станот 60 квадрати според синдикалната кошница, за да го помине месецот ќе му бидат потребни речиси 81.000 денари.